Општина Кочани ќе стави ред во дивото градење на викенд куќи во планинските населени места во Соговијата. Урбанистичката инспекција ќе ги регистрира диво изградените викенд куќи и ќе ги вклопи во урбанистичките планови на катастарските општини каде што се изградени. Ние колку имаме евиденција и колку сме во тек, настојуваме барем до овој момент и кај шумската кукичка или популарно речено кај Аришот да ги легализираме сите до овој момент изградени викендички. Истата постапка ја правиме да ги легализираме и во Лешки ливади малку појужно од шумската кукичка. Тоа значи дека ние како општина сме нашле трпение да излеземе и инвестицијата на луѓето да, ако не повеќе, ставиме на хартија и да ја евидентираме. На натаму која е нашата цел? Нашата цел е да се обезбеди средства со која тој простор ќе се пристапи кон законот за уредување на просторот кој е важечки и со кој имаме постапка и процедура во делот и на формирање на опфат на тој урбанистички дел, како и за сите населени места. Не сакам сега да компарирам со некои села во пределите на Осоговието, кај што ни едно од тие села нема урбанизам. Кога поимот реченица ке слушнете нема урбанизам, значи тие села се во простор кај што не се уредени, тоа значи на некој начин се сметаат за бесправно изградени објекти. Ако да речеме има постапка за уредување на тој простор со постапка на просторно уредување, се мисли на урбанистичко уредување на просторот, тогаш се работи за акт кој и нас како општина и луѓето кои се жители на тие населени места ќе бидат со одредени обврски и према инфраструктурата што треба да се доизгради. Со ова се чини ќе се стави ред во градењето низ Осоговијата, без разлика дали се гради на сопствено или пак на државно узурпирано земјиште. И викенд населбите кои никнуваат секојдневно во повеќе атари на населените места во Осоговијата треба да бидат со урбанистички решенија кои ги налага современиот начин на живење, решавање на комуналната инфраструктура, патиштата, водоводот, канализацијата и електричната енергија.